Просечната нето плата во јуни отвори нова политичка пресметка помеѓу Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО-ДПМНЕ. Од опозицијата го критикуваат падот на платите и животниот стандард, додека од ВМРО-ДПМНЕ велат дека платите во нивниот мандат растат значително побрзо. Двете партии со различни толкувања на бројките. Државниот завод за статистика објави дека за само еден месец просечната плата се намалила за 1163 денари, односно за 2,3%. За падот на животниот стандард на граѓаните и не им треба статистика, тие ја гледаат дома, во празните фрижидери и во празните паричници. Просечната плата за еден месец паднала за 1163 денари. Минималната плата од 26.000 денари не е доволна ниту за третина од потрошувачката кошничка, која порасна на 70.000 денари. Високите цени секојдневно ги празнат семејните буџети. Тоа е вистинската слика за третата економија во Европа на Мицкоски. Стои во денешното соопштение на социјалдемократите. Налагите од СДС им нема крај. Од СДС на Венко Филипче континуирано се поигруваат со граѓаните и им создаваат паника. Во месец јуни 2017 година просечната плата изнесувала 22.808 денари, а во мај 2024 година просечната достигнала до 41.252 денари. Тоа е зголемување од 18.444 денари за 84 месеци, што значи дека просечната плата во просек се зголемувала за околу 220 денари месечно. Во јули 2024 просечната плата изнесуваше 40.961 денар. Во мај 2026 просечната плата достигна 49.544 денари. Тоа е зголемување од 8.583 денари за 23 месеци владење на ВМРО-ДПМНЕ. Во периодот на ВМРО-ДПМНЕ просечната плата растела околу 70% повеќе месечно отколку во периодот кога на власт беа СДС и ДУИ. Не се потребни празни зборови и политички пароли. Бројките зборуваат сами за себе. Реагираа денес од ВМРО-ДПМНЕ.